più grande esisterà. Un grande amore, mai più grande Да, ексклузивно во студиото на Телма. Тамара Радженовиќ. Таа е од овие простори, од овие бивши југословенски простори, поточно од Црна Гора, неколку години веќе живее во Лондон, има и зошто, заради тоа што е веќе светски познат сопран, 15 земи, се веќе заднеа со настап, има концерти секаде, ама ова интервју, освен што ќе им посакаме добар ден, добре ни дојде во Телма и во Македонија. Добар дан, сим гледалцима. Да, и уште нешто, што е она или која е приказната? Ве прашав и пред ова. Приказната е малку измената за спотот од она што е приказна во Кум како дело. Па jeste, malo smo promijenili scenario, ali isto tako smo se potrudili da budemo dosljedni priči, je li tako, Kum, samo što više na taj način gdje smo scenografijom dočarali duh filma. A sama priča je nekako bila ideja režisera i mene, gdje smo htjeli da napravimo priču jedne zabranjene ljubavi, jer i pjesma kaže parla più piano e nessuno sentirà il nostro amore i tako dalje, gdje kaže da niko ne čuje o našoj ljubavi ništa. Tako da je tajna, ali da, neka zabranjena ljubav gdje na kraju vidimo da ipak otac odobrava ljubav između dvoje mladih. Da. Отац или таткото на македонски, е познат црногорски глумец. Ајде збордва, а она која што е керка, е всушност и негова керка во вистинскиот живот. Jeste, tako je. Oni su zaista divni glumci Crnogorskog narodnog pozorišta sa velikim brojem predstava iza njih, a i Slobodanova ćerka Anđela je sada naša rising star, isto glumica, tako da zaista je bila čast i zadovoljstvo raditi sa njima. Да. Ајде сега малку да ве упатам за сето она што го направила Тамара со своите 28 години, така Тамара? Па jeste, idu godine. Значи, таа живее во Лондон, тоа ви кажав, се наоѓа на Форбсовата листа меѓу 30 највлијателни личности во Европа, помлади од 30 години во сферата на културата и уметноста. Она што ќе го слушаме подолу од неа е дека имала можност да учи од најдобрите. Нели, сега, првото прашање е како помина прво Оскаровската ноќ, односно она што се случуваше во Националната опера и балет, за кое што и дојдени сте тука во Скопје. Bilo je divno i toliko sam srećna što sam imala priliku i zahvalna organizaciji i umjetničkom direktoru i timu koji su mi dali priliku da se predstavim publici u Skoplju, koja je zaista tako topla i divna i koja nas je zaista podržala i bila je zaista čast dijeliti scenu sa sjajnim pjevačima makedonske opere, orkestrom i horom, tako da zaista je za mene, onako da što bi mi rekli, srce mi je bilo puno. Znači, uživala sam zaista u tom nastupu. Така, да. Како Тамара стигна да биде студентка на познатата дива Монсерат Кабалје? Pa to je bilo jedno zaista nevjerovatno iskustvo i nevjerovatna prilika da tako sam mlada mogla da sarađujem, da radim sa takvom divom. Sa 19 godina sam počela da idem na njene master klasove u Saragosi, gdje sam nastupala također na njenim gala koncertima i gdje sam nekako zaista odlučila da je ovo moj životna profesija. Мислики дека сите не разбираат, не приведов Тамара она што пред малку го кажавте. Да, значи многу е задоволна за она што се случило, нели, за тоа дека директорот, уметничкиот директор и целиот дел на Националната опера и балет ја возможеле да дојде во Македонија, а дека нели сосем случајно се случило да стане и студентка на Монсерат Кабалје и дека таа всушност влијала на вас, како што ве разбрав, да тргне ова или да биде ова ваша професија. Така некако, Тамара?
Pa da, naša profesija je, rekla bih, vrlo specifična i vrlo je, da, u tom smislu nekako, zato je bila sjajna prilika da na početku imam takvu podršku i da radim sa takvim ljudima. 19 godina imate samo. Кога? Така, ја запознавате Монсерат Кабаље? Така барам прочитав овде. Sa 19 godina jeste. Sam počela da radim sa njom i to je bilo, znači, tokom moje druge godine fakulteta Akademije Royal College of Music. Тоа е еден од најпознатите, како да кажам, влијателните последниве години, најдобриот, не меѓу најдобрите, туку најдобриот. Што значи тоа? Тешко ли е да се стигне до таму? Jeste. Mislim da je jako velika je, kako se to kaže, konkurencija. Ljudi su jako žele da upišu taj fakultet. Naravno, postoji još par fakulteta, rekla bih, na svijetu koji se tako rangiraju visoko. U Americi i u Austriji. Ali nekako je London, rekla bih, za Evropu vrlo interesantan jer je tako ogroman grad, što se kaže melting pot, znači sve nacije, kulture su tamo i nekako je taj osjećaj svjetskog rada baš zastupljen. Royal College of Music je institucija koja tada kada sam se ja upisivala, bilo je samo 8 studenata koji su primljeni na klasu za pjevanje od 1000 kandidata. Tako da je to bilo, bilo je jako izazovno, ali nekako sam ja došla sa strašnim osjećajem, bit će to super, ja ću proći i to je to. Tako da, ne znam, sad sa ove tačke gledaš se iz perspektive posle 10 godina, je nevjerovatno da sam bila na takvoj akademiji. Eto, iskreno, nekad mi je takav osjećaj. Само кусот да, нели, малце дел, барем од ова што го кажа Тамара, да им преведеме на оние кои што можеби не разбираат. Значи, нели, тешко е, како вели самата, да се стигне на оваа престижна академија. Имало над 1000 луѓе кои што конкурирале или биле таму, а само 8 биле примани како најдобри. Но таа, како вели, влегов со такво чувство дека ќе покажам колку знам и умеам и ета, ми се оствари она што го посакував. Сега, доаѓаме до делот кој што јас сакам секогаш да го знам кога станува збор, нели, за една таква дива, Монсерат Кабаље. Што може или знае таа да ве научи? Што ја научи Тамара? И дали имаше можеби муабет за она дека Тамара ќе излезе од оние маргини на класичната музика и ќе прави или ќе внесе нешто ново. Jeste razumeli ovo? Jesam. Mislim da jesam. Znači ovako, za prvi dio pitanja bih rekla da prvo učiti od takve legende je bila zaista jedna, da kažem, jedan osjećaj gdje sa 19 godina ste mnogo mladi također i gdje tehnika vokalna tek se razvija, tako da još uvijek imate dosta posla na glasu. Ali, s druge strane, ono što su bile životne isto lekcije, osim te tehnike i osjećaja za muziku koja je imala nevjerovatan osjećaj i tu emociju, je što je uvijek govorila ne slušaj druge pjevače, slušaj samo sebe. Sa sobom se uvijek upoređuj i to je po meni bilo jako interesantno s obzirom da je i ova profesija jako teška gdje se ljudi stalno gledaju ko je bolji, šta, kako, ko pjeva, na koji način. Tako da je to isto vrlo interesantno što sjećam se kad smo slušali, to jest trebala sam da pjevam Ariju Signora Ascolta iz opere Turandot, njoj htjela da izvedem. I ja sam rekla, pa ja ne mogu to da otpjevam pred vama, vi ste to pjevali za mene najbolje na svijetu. Ona je rekla, don't listen to other singers, listen to yourself. I to je bilo tako smiješno da kaže jedna velika Monserrat Caballé, ne slušaj druge pjevače i sebe u to svrstala, znači kao, ne, samo slušaj mene. Da. Ajde, уште само пусто, да. Јас сакајќи повеќе да си кажеме да или да дознаеме од вас. Значи, она што е како нели за окружување на сиот овој дел од одговорот на Тамара е дека Монсерат Кабаље и рекла една многу важна реченица за неа, а тоа е секогаш слушај се себе, не ги слушај другите и некако компарирај се со себе, па и кога требало да изведе арија која што според Тамара токму Монсерат Кабаље најдобро на светот ја извела, таа повторно ја повторила ова реченица. Сега, доаѓаме до оној дел кој што мене ме интересира. Како се, нели, најпрестижна академија, така,
можности безброј, но тешко ли е потоа да се стигне на концерти за кои што ќе се бара карта повеќе? Ok, sad malo mi treba Da. pomoć. Znači, sve sam razumela prvi dio, ali s ovim... Jel teško da dobijete ili da napravite koncerta širom sveta? Jeste, teška je to karijera. Bez obzira, vama je koledž jedna dobra ulaznica, jedan dobar start, gdje krećete i gdje ljudi zaista cijene to što ste došli sa takve akademije. Ali sama, da kažem, profesija i karijera je jedna potpuno druga nauka i jedan potpuno drugi svijet za sebe. Tako da je tu jedna velika i borba i mi smo učili tokom koledža koji su to mehanizmi, kako na sebi raditi kao na svom brendu, jer ste vi, tako, brend za sebe. Tako da zaista je to nešto što ne ide preko noći i nešto što se mukotrpno godinama gradi da bi se stekla određena i reputacija i da biste vi bili mentalno, znači psihički spremni za svaki izazov i da na kraju izvedete sve onako na onaj način na koji želite na najvišem nivou. Така е, да. Значи, иако може би нам не изгледа се во ова така лесно, нели, кога ќе се најдете таму некаде во билиот свет и кога ќе бидете на најдобриот коледж, Тамара вели дека сепак има нели тешкоти во создавањето на вели над 15 зими се веќе поминати или посетени концерти за кои што се бара карта повеќе, но ако нели сте на вистинскиот пат или тоа сте го избрале, учели на коледж како тоа да го прават, станувате бренд кој што треба да го најде својот пат. Она што сакам да го знам, високопродукцијски спотови кои бележат милионски прегледи. Последниот има над 2,3. Тоа е онаа последната информација. Веројатно во меѓувреме и многу повеќе. Како тоа Тамара, која што нели без разлика тоа дека е Лондон, дека е светот, да речеме, ваш поле за брендот, но како Тамара се обидува во тој дел на класична музика да создаде парчиња кои што ќе имаат вакви милионски прегледи? Јесте разумели? Samo kraj. Kako to da je Tamara... Da, uspjela da napravi, da. Pa mislim da je to, zapravo, ja sam zahvalna strašno pandemiji, covidu, zato što sam za to vrijeme... Vi ste jedine, verovatno, koja to... Da, ali zato što sam tada nekako posvetila vrijeme da svoje ideje sprovedem u djelo, da ostvarim neke stvari koje sam htjela, to jest da počnem da pravim te projekte nakon što smo bili u mogućnosti, je li tako? I tako je se rodila ideja za spotovima, zato što sam htjela da predstavim nešto mlađoj publici, mladima, što može da im bude interesantno i atraktivno u klasičnoj muzici. Mislim da je naš veliki zadatak mladim umjetnicima da konstantno zovemo mladu publiku da bude u teatrima, na koncertnim salama. Tako da je i to bila ideja spotova, a s obzirom na to da ja nekako, što se tiče repertoara, obožavam i latino muziku, i italijansku, nemam tu, da kažem, jedan fokus, onda nekako se i desilo to da, recimo, taj posljednji spot Por una cabeza za čuvenu argentinsku pjesmu je doživio stvarno nevjerovatan uspjeh i zaista jako sam srećna i stvarno ću da se trudim da nastavim dalje da idem u tom smjeru. Da. Само кратко, зашто имам уште едно прашање, нема да имаме време, значи дека пандемијата и помогна, но сака да им каже на сите оние кои што создаваат музика, дека веројатно сите треба да мислат на младите. Младите се оние кои што треба да ги натераме да отидат и во опера, и на балет, и на сите оние нешта кои што значат класична музика и онаа музика која што веројатно е носечка за создавање на се. Кога, Тамара, концерт солистички во Скопје? Pa, nadam se. Nadam se da će biti uskoro. Ja sam stvarno, moram da kažem da sam oduševljena Skopljem i da mi se toliko sviđa energija i da su ljudi divni, da je publika divna i da vidim da imate sjajnu publiku koja podržava klasičnu muziku i zato moram da kažem da je to za mene je zaista bila ova noć oskarovska, posebna i baš sam onako rekla, bilo bi lijepo vratiti se uskoro i nastupiti ovdje ponovo. Da. И сега не знам дали ќе ве натарам, ја гледам таа енергија, чувствувам енергијата, го заокружуваме ова ваше гостување за нас ексклузивно овде во Телма. Почнавме така. Како ја знаете веднаш Тамара? Може за крај да пееме заедно. Тамара, чекање ме страшно замара.
Cijele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, hvala. Hvala vama puno. Hvala. Da.